Во неделата избија насилства меѓу демонстрантите и полицијата во Солун, вториот поголемина град во Грција, за време на демонстрациите во знак на протест поради ратификацијата на договорот со кој се нормализираат односите со соседна Македонија. Протестот пред концертната сала во Солун беше темпиран да се совпадне со присуството на грчкиот председател Прокопис Павлопулос на концертот по повод меѓународниот ден на сеќавањето на жртвите од Холокаустот. Демонстрантите му се лути на Павлопулос поради тоа што не направил доволно за да го спречи договорот од Преспа. Тие се обиделе да го пробијат полицискиот кордон, поставен околу зградата, но биле потиснати назад откако полицијата употреби солзавец. Повеќе на маскирани лица почнале и да подигаат барикади од канти за ѓубре. Според договорот, чија ратификација беше одобрена од грчкиот парламент, Македонија се преименува во Северна Македонија, а Грција ги укинува приговорите за македонското членство во НАТО. Според дел од грчките експерти, ратификацијата на договорот од Преспа ќе го подобри меѓународниот статус на Грција и ќе ја промовира билатералната трговија и инвестиции. Еден од нив е и Танос Вермис, подпредседател на Грчката фондација за европска и надворешна политика. We will improve our international standing, I think, by finishing this. And secondly, we will establish ties with, not that there were no ties, there were, of course there were. And many Greek businessmen went there and made money and did well, and they welcomed investments by Greece and so forth. But this will come out in the open, and there will be more of that. There's nothing you never lose if you have a neighbor of goodwill. Договорот од Преспа најде на строго противење од опозицијските партии и во Грција и во Македонија, наведувајќи дека биле направени големи отстапки во корист на другата страна.